Британски Guardian анализираше 100 најгледани TikTok видеа под хаштагот Mental Health Tips и утврди дека 52 од нив содржат неточни, збунувачки или бескорисни совети за менталното здравје. Многу инфлуенсери нудат брзи решенија користејќи терапевтски јазик без научна основа, например, советуваат дека јадењето портокали под туш може да ја намали анксиозноста, или препорачуваат непроверени додатоци како лек за сериозни психички состојби. Психијатрите и психолозите, меѓу кои Дейвид Окаите и Ден Поултер, предупредуваат дека ваквите видеа тривиализираат сериозни ментални заболувања, создавајќи погрешна представа за секојдневните емоции и зголемувајќи ризик од конфузија кај гледачите. Британските пратеници реагираат со загриженост, Чион Вура бара регулирање на алгоритмите на TikTok, додека Викторија Колинс повикува на итна регулатива. TikTok тврди дека соработува со здравствени експерти и отстранува 98% од штетните дезинформации пред да бидат пријавени. iOS апликацијата YouTube престана да ја поддржува употребата на постари Apple уреди кои не можат да ја надградат на iOS iPad OS 16. Ова ја исклучува вградената поддршка за iPhone 6s и 6s Plus, iPhone 7 и 7 Plus, првата генерација на iPhone SE, iPad Air 2, iPad Mini 4 и iPod Touch 7 генерација. Корисниците на овие уреди веќе не можат да ја инсталираат или ажурираат апликацијата YouTube, за да ја користат, мораат да се префрлат на мобилната веб верзија преку прелистувач, иако таа нема функции како репродукција во позадина. Брзо ажурирано корисничко искуство и преземање за офлайн гледање. За да продолжат да користат YouTube апликација, корисниците треба да го надградат уредот на модел кој поддржува iOS и iPad OS 16 или понова верзија.